Почитувани сограѓани, после 12 годишно владење, без идејноста на Маријан Ристевски да понуди нови проекти кои ќе бидат од интерес за граѓаните на општина Прилеп, се гледа на секој чекор. Најдобра потврда за тоа е примерот со пропаднатиот проект со купопродажба и монтирање на опрема за паркинг простор. Имено, кога градоначалникот на општина Прилеп, кон крајот на 2007 година, Маријан Ристевски, со скопската фирма Уника инженеринг, склучил купопродажен договор за набавка и монтирање на опрема за паркинг простор. Вредноста на договорот изнесува 1.796.491 денар, а средствата за таа намена во општинскиот буџет беа испланирани со програмата за изградба на проект за паркинг простор. Како што може да се види од спецификацијата, набавена била целокупната опрема, вклучително подлигачи за паркинг со далечинска регулација, бариера во стандарден облик, контролен панел, контролна табла со тастери, диоди, како и други елементи од опремата. Меѓутоа, на 6 месеци после монтирањето на опремата без одлука на Советот на општина Прилеп, со образложение дека била надмината потребата од затворен систем на паркирање, Маријан Ристевски носи одлука за отстранување на целокупната опрема. Со тоа Ристевски му нанел значителна штета на општинскиот буџет, особено што подоцна за истиот проект. Без законска основа, јавното претпријатие за простор и урбанистички планови морало да ангажира дополнителна работна сила со енормно голем број на вработени. Денес, после 9 години, откако самиот го уништи проектот, заради кој во буџетот во бунар беа фрлени значителни буџетски средства, Маријан Ристевски на граѓаните на Прилеп го испраќа истиот проект. Проблемот за паркинг просторот во градот ќе го решавал, меѓу другото, со осовременување на системот за наплата и контрола, паркинг рампи, сензори, паркинг метри и слично. Повторното враќање на неуспешните проекти, нивното повторно предлагање како решение за постојаните проблеми е најдобар доказ за безидејноста и очајот во кој се наоѓа Маријан Ристевски и ВМРО-ДПМНЕ. Кога нема доблест самиот да се повлече од политичката сцена, тогаш на 15 октомври граѓаните на општина Прилеп ќе му покажат црвен картон. Новиот градоначалник Илија Јовановски целосно ќе го редефинира сообраќајниот режим и ќе воведе бесплатен паркинг простор за сите. Затоа на 15 октомври заокружете го бројот 19 за живот во Прилеп за сите.